До крајот на годинава ќе бидат изречени првите казни за компаниите кои го прекршиле законот за нефер трговски практики. Дополнително од наредната година се очекува значително зголемување на казнените одредби, најави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески, кога станува збор за трговците кои самоволно ги зголемуваат цените и со тоа директно го оптоваруваат семејниот буџет на граѓаните. Пазарните инспектори веќе изрекле казни во висина од околу 2 милиони евра на државно ниво. Меѓутоа, да ја пофелувам и пазарната инспекција, во текот на оваа година измината направиле 18.000 вкупно контроли и надзори на трговија на мало и големо. Воочени се и голем број на неправилности, така да од тие неправилности се изречени платни налози за казни некаде во висина од околу 120 милиони денари или вкупно 2 милиони евра. Ние и понатаму ќе ја следиме ситуацијата со цените во сите маркети на трговија на мало и големо. Ристески најави и креирање на бесплатен софтвер кој ќе им биде достапен на трговците за транспарентно прикажување на цените, а воедно граѓаните преку мобилна апликација ќе имат можност самостојно да креираат сопствена потрошувачка кошничка. Според Ристески целта нови мерки инфлацијата да се задржи на ниво од околу 3% годишно. Тој предупреди дека доколку повторно дојде до нарушување на животниот стандард на граѓаните, ќе следуваат нови построги мерки и санкции. Очекуваме дека во наредниот период ќе успееме да стабилизираме инфлацијата на годишно ниво да биде некаде околу 3%. Значи во Република Македонија во наредниот период зборувам, затоа ќе предонесат дел од овие мерки, контролите или пак евентуално доколку увидиме дека има некоректно и непазарно однесување кон граѓаните и подривање на животниот стандард, ќе има и други мерки кои што ќе ги планира владата. Ристески се осврна и на делот на мерките предвидени за текстилните компании, сектор кој во моментот е пред колапс. Посочи дека 80 текстилни компании во државата се корисници на владини мерки, со цел да го осовременат, но и подобрат својот производствен процес.